СДСМ и ВМРО ДПМН е денес повторно во двобој и меѓусебни обвинувања за цените, кушничката и економскиот стандард во државата. За СДСМ потребни се мерки, а не игри со бројот на кошнички, зашто стандардот опаѓа и цените растат. Граѓаните од месец во месец се посиромашни. Трошоците за живот растат, а платите стагнираат. Според последните податоци, на едно четиричлено семејство во јули му се потребни над 65.000 денари само за основни трошоци. Ова не се бројки на четвртата економија, туку алармантни податоци за економија во колапс. Јасен, недвосмислен доказ за целосниот дебакл на економските политики на владата на Христијан Мицкоски. ВМРО ДПМН од друга страна изнесува дека СДСМ за 7 години го срушиле животниот стандард, додека партиската елита се богатеше. Креаторите на растот на инфлацијата и на цените на производите, СДС повторно се јавија глумејки наводна грижа. СДС се тие кои за 7 години го срушија животниот стандард и ја зголемија сиромаштијата во државата. СДС не се грижеше како граѓаните ќе го врзат месецот додека беше на власт и го зголемуваше ДДВ на производите, убедувајќи ги граѓаните дека тоа е за нивно добро затоа што биле, според нив, нездрави, додека неговата партиска елита се богатеше преку наместени тендери во 4 очи, СДС на власт не се запраша како над пола милион граѓани го поминуваат денот со по 150 денари. Стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Од друга страна пак премиерот Мицкоски најави ново решение за пресметка на потрошувачката кошничка.